Здраво, девици, добро дојдовте. И ајде да видиме каков ќе биде ноември. Не менуваме ништо, одима како и досега, генерални тарот предвидувања, значи не се за сите, очигледно. Не може сите да ги доживеете исто нештата, јас сакам вие да си ги препознаете праките кои се за вас и ви посакувам да ви се од корист и да ве водат. Ајде сега, кратко само, да не заборавам, доколку ви се допаѓа, се разбира, лајкувајте, споделувајте, коментирајте и претплатете, се станете дел од сето ова, нам тоа навистина многу не значи. Ајде сега да видиме ноември каков ќе биде за вас, девиците. Неколку се пораки за вас и веќе започнеме од тие девици кои не можат да пронајдат начин за нешто. Значи има некои девици кои се обидуваат да пронајдат нешто, да пронајдат некаков начин, да пронајдат излез, да пронајдат метод. И се сега во ситуација сега се во една ситуација на несигурност, на двоумење, на неодлучност. Вие не знаете што да направите, не знаете како да направите. Вашите досегашни методи не функционираат. Она што досега го правевте и го знавте, не функционира. И затоа се појавени овие сега несигурности, ова неодлучност, тоа се појави. Се што досега знаевте и го правевте, тоа веќе не функционира. Или пак тоа веќе не дава ништо, не ве храни, не ви го храни духот, телото, љубовта, животот едноставно, затоа што зборуваме нели за многу полиња. За некого нештава се однесуваат во љубовта, за некого во кариерата, во домот, семејството, децата, апсолутно за сите можни полиња. И кажав, не можете. Некој од вас не можете да најдете начин како да заштитите некаква ситуација, можеби финансиска, можеби едноставно физички нешто да заштитите од пропаѓање, нешто такво. Не можете да најдете начин. И може и да се најдете на другата страна, нели, од сето ова, можеби пак некој ваш близок, нешто околу вас што се случува, не може да пронајде начин. Или пак некои нешта што досега ги прави, едноставно не функционираат и вам веќе не ви даваат ништо тука не ве храни вас. Вие сте свесни, длабоко во себе сте свесни дека се можете да решите, едноставно е период на незнање, на неодлучност, на несигурност. И дури овде, јас според това што го гледам, јас мислам дека ако се двоумите, вие треба да знаете дека ниту едното, ниту другото од она на кое се двоумите нема да донесе, не дека ќе направи штета, но нема да донесе некој кој знае какви промени или некој се голем успех. За некого нештава се однесуваат во љубовта, можеби партнерот не може да пронајде начин како да ве инспирира повеќе. Можеби не може да пронајде начин како да одржи љубовта, страста во врската. Можеби сте вие кои не можете да пронајдете начин. Некој тука не може да пронајде. И јас мислам дека таа изолација, тој циклус на изолација, на неотварање, на затвореност, на потискање чувства, сето тоа довело до ова. Обично сета инспирација и се што е потребно за да решите проблем во животот, вие го пронаѓавте во вас. И досега тоа добро функционираше. Меѓутоа сега веќе не функционира, тоа го чувствувате, го знаете. И што треба да направите? Сега вие треба малку да се отворите. Вие треба да се отворите пред светот, пред луѓето, пред ситуациите, пред партнерот. Дури јас мислам дека многу од вас дури и пред партнерот не се отварате доволно.
вие сте, може би сте интроверти, едноставно така си ги полните батериите, така се чувствувате најдобро, вашата приватност не сакате целосно да биде соголена, разоткриена. Меѓутоа тоа не функционира. Партнерот го чувствува тоа и не пронаоѓа начини како да остане овде. Кажав, повторувам, може да се најдете на другата страна, може би ова вие го чувствувате, едноставно неможноста партнерот да се отвори доволно, да си ги отвори чувствата и неможноста вие да му навлезете во приватноста, таа блокада вам веќе ви пречи, навистина почнала многу да ви пречи. Едноставно некој овде е емоционално недостапен. И таа емоционална недостапност прави пречки, проблеми, нормално се јавуваат веќе и првите знаци дека нештата не функционираат. И сега што треба да се случи? Во ноември ова ќе се чувствува, ќе биде тема, нели, во вашиот живот, и што се советувате? Ако сте вие тие кои емоционално сте недостапни или пак едноставно не се отварате доволно, ако се работи од другите полиња во животот, не од љубовта, вие треба сега веќе да го тргнете овој гард, вие треба да излезете од ова состојба на изолација, на затвореност, на прикривање. Не знам, вие сте во некој превес, не сакате да се откриете доволно. Меѓутоа, кажав, не функционира и вие ќе мора да го направите тоа. Вие ќе мора нештата веќе да ги барате надвор. Надвор од вас, надвор од таа изолација, надвор од тој превес. Ќе мора да тргнете кон тоа и да не сакате, ќе бидете приморани во ноември. Тоа што до сега не функционира мора да се промени само на тој начин. Отворете се. Може би треба нешто надвор да пронајдете нешто, треба врски некакви да пронајдете надвор, нели дома не доаѓаат врски кои ни се потребни во нешто, некакви дома не доаѓаат кај нас самите, ние треба да излеземе, да ги побараме, отворете се. Може би па вие што сте сами, за вас е ова порака, не може да сретнете, не може да дојдете до љубовта на вашиот живот ако сте дома и во изолација, излезете, бидете подготвени, забавувајте се, прифатете ги понудите кои доаѓаат за забава, за излегување, за дружење. Таму ќе дојдете вие до некакви информации, до некакви случувања, до она што ви е потребно на крајот на краиштата, без разлика за што и да се работи. До идеите, до советите, таму ќе ги добиете. Затоа што кажав, овде и вака веќе нештата не функционираат. Да, вас постојано пред очи и во мислите ви е минатото, како се било добро тука, меѓутоа па може би во минатото сте правили некакви грешки, некој од вас направил некакви грешки во минатото, ги одбрал погрешните насоки, погрешните правци и сега е моментот кога ќе бидете повикани на одговорност, кога ќе бидете повикани да одговарате може би за своите постапки. Може би се само ова ваши стравови, дека од минатото нешта ќе се појават и вие ќе треба да одговарате. Не грижете се. Не грижете се, нештата се доволно избалансирани. Ноември е многу убав месец, месец за вие да направите нешто. Вие сте моќни, вие знаете, вие сте подковани и со знаење, и со речник, и со убавина, и со харизма, значи зашто и да се работи. Ова е одличен месец да излезете, да се појавите, да се представите пред светот, да ги смените нештата, да ги избалансирате нештата. Правдата е на ваша страна, дури ако се работи за такви некои процеси легални. Значи, тоа е советот за вас. Излезете од оваа ситуација на изолација и отворете се. Спуштете го гардот, бидете отворени пред другите и ќе ги добиете нештата кои ви се потребни за да ги решите моменталните проблеми и ситуации. Некои девици
некои девици насетуваат нешто дека во бракот нешто се случува, нешто во заедницата, во врската, со партнерот. И она што го насетувате, дури интуитивно го чувствувате на некој начин, и токму тоа ќе го видите. Може би ќе прочитате некакви пораки кои ќе ве загрижат, може би ќе откриете некакви постапки кои исто така ќе ве загрижат. И јас мислам дека се работи повторно за нешто, некој, значи може да бидете на било која страна од приказнава, може би сте вие, може би тоа што не функционирало, што не ве хранело, што не ви давало мотив, поттик, инспирација, сте го пронашле некаде другде и тоа ќе биде откриено, или вие ќе откриете дека некој поттик, мотивација, инспирација пронашол некаде другде, ќе биде откриено. Нема да биде ништо страшно, кажав, се доколку вие не се потрудите да ги смените самите работите. Некои други девици, нешто не функционира во бракот, во заедницата, моментални се ова ситуации, повторувам, а не се трајни, не се конечни, ништо не е трајно и конечно, ова се моментални, значи моментално ништо не функционира, нешто не функционира и не се согласувате за некоја работа и за некоја тема со партнерот, и партнерот ќе одлучи да направи некакви промени, или вие сте тие кои ќе направите промени, или пак заеднички со ова одлуки, вие ќе седнете, ќе се договорите и точно ќе донесете одлуки, точно што треба да се смени, што треба да се промени, на што треба да му се стави крајот во вашата врска. Буквално ќе седнете и ќе се договорите. Ова ќе биде разговор и договор исполнет со љубов, со емоции, со разбирање, и ќе донесете многу добри одлуки на нешто што досега не функционираше и ве растажуваше во врската, во бракот, ќе му ставите крај и овој крај е за секогаш. Буквално за секогаш. Епа, драги мои девици, тоа би било тоа за сега. Се надевам уживавте и до следното. Чао, чао.